Добро утро, се наоѓаме пред клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски во Скопје, како што најави ти по повод денешниот ден 27 мај, светскиот ден на ургентната медицина. Разговараме за тоа колку навремената реакција значи спасен живот. Велам добро утро за доктор Небојша Настов, директор на клиниката. Добро утро. Докторе, кажете ми, што значи светскиот ден на ургентната медицина за здравствените работници, но и за подигање на свеста кај граѓаните? Искрено кажано, за здравствените работници е само уште еден ден на работа. Ние секојдневно се сретнуваме со пациенти и со ургентни состојби. Мислам дека многу поголемо значење треба да има и има кај граѓаните, односно кај населението, во смисла на подигање на свеста за тоа да се превентивно да се делува во избегнување на ситуации во кои што би биле пациенти кои што би требале да завршат во некој од ургентните центри. Така. Со какви предизвици се соочуваат најчесто ургентната медицина во нашата држава? Видете, ургентната медицина генерално во државата, не само кај нас, значи секаде во светот се сретнува особено со големи предизвици кога се работи за некои големи или масовни катастрофи, како што видовме, нели, она што се случи претходната година во Кочани, пожарот и неколку сообраќајни несреќи со голем број на повредени и жртви. Значи тоа е предизвикот во кој што генерално системот како систем треба да одговори, а ние како поединки, значи како секоја поединечна установа која што има во составот ургентни центри, да излеземе во пресрет на системот и да ги процесуираме пациентите онака како што треба, со цел да се намали бројот на жртви пред се и втора работа да се намали процентот на инвалидитет кај оние кои што се веќе повредени. Кога сме на тема здравствен систем, колку е подготвен здравствениот систем за брза и ефикасна реакција во итни случаи? Повторно ќе го спомнам Кочани, значи колку и да тоа беше една огромна национална трагедија, но тоа беше еден вид тест за системот како ќе изреагира и како ќе функционира. И можам со гордост да кажам како една од многуте болници и установи во државата кои што учествуваа во триажата, па и понатаму и во третманот на пациентите кои што беа изгорени. Значи можам да кажам дека системот покажа дека функционира и тоа функционира на ниво кое што генерално мислам дека не заостанува во споредба со ниедна европска па и светска земја. Доктор Настов, кои се најчестите ситуации во кои секоја секунда е клучна и како се организира тимската работа тогаш? Ќе тргнам од назад на прашањето, значи како се организира. Тимската работа е организирана со претходно формирани тимови кои што се уиграни, кои што генерално се спремаат, значи условно кажано во спортот тоа се викаат суви тренинзи, значи каде што се симулираат ситуации. Така да таа тимска работа со текот на годините, особено кога се работи за тимови кои што со години функционираат заедно, едноставно станува симбиоза помеѓу тимовите и функционира, можам да кажам, комплетно без грешка. Во однос на кои се тие ситуации, тоа се ситуациите најчесто во кои што треба таков брз одговор, како што кажав, масовните несреќи, масовните катастрофи, но секако одговараме и на повици, односно одговараме и на ситуации во кои што условно кажано Универзитетската клиника за хируршки болести е, како што кажува и самото име, Универзитетска клиника за хируршки болести, но секогаш сме спремни да помогнеме и за она за кое што немаме соодветен профил. Ако ништо друго, да го доведеме пациентот во стабилна состојба и после тоа да го процесуираме онаму каде што може да му се пружи соодветен третман. И за крај на нашиот разговор, што би им порачале на граѓаните како да реагираат во итни ситуации додека да пристигне медицинската помош? Видете, единствениот совет е она кое што важи како правило генерално и во медицината, примарно е да не се наштети на повредениот. Значи, доколку било кој од оние кои што ќе се најдат на место на несреќа има некакви познавања и е сигурен во своите познавања, може да пристапи кон пружање на прва помош. Доколку нема соодветни познавања, тогаш подобро е да не се поместува, значи да не се интервенира, се додека не дојде стручно оспособен тим за да пружи прва помош. Докторе, ви благодарам за разговор. Благодарам на поканата. По повод 27 мај, светскиот ден на ургентната медицина, утрово во Македонија наутро разговаравме со доктор Небојша Настов, директор на клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски од Скопје.